Пред година и половина 360 степени објави историја за спорна денационализација на земјиште од околу 8000 квадрати на влезот во Скопје, меѓу населбите маđари и автокоманда. Тука некогаш се наоѓал автокамп од турист со ресторан и придружни објекти. Околу ресторанот имало и има неколку приватни куќи, легално откупени, но изградени на национализирано државно земјиште, што им создава маки на собствениците со децении. Ние претходно сме живееле кај Беково центар. По земјотресот куќата е разрушена и оваа куќа му беше доделена од Туристички сојуз на Македонија, каде што беше вработен таму мојот дедо Бркич Петар. Во 64-та, а 66-та е отплатена во целост, каде што имам и документи, уплатници од тоа време, значи кој ги исплаќал кон Туристички сојуз на Македонија, тогаш на Југославија, нели? И во 66-та година имаме потврда дека во целост е исплатена и е во негова собственост. Јас сум Живко Гичев, роден во оваа куќа од 1959 година и сме соправни наследници од 1948 година дојдени од Егејска Македонија, како политички емигранти. Кога дојдоа нашите предци, нашите дедо, баба, татко и неговите, и на Драган, татко и дедо, владата на РМ тогаш ги насели во оваа куќа. Во 1993 година јас и таткото на Драган склучивме договор за купо-продажба. По независноста и почетокот на процесот на денационализација, наследниците на оригиналните собственици побарале државата да им го врати земјиштето. Но во 2002 година, тогашната комисија за денационализација го превидува фактот дека на локацијата има 3 легални куќи покрај тогаш веќе пропаднатиот мотел. На наследниците им се враќа целата парцела како да е празна. Тие пак веднаш го продаваат имотот на нов собственик кој видел интерес да инвестира во градби. Без да знаат што се случува, староседелците наеднаш биле соочени со барање веднаш да се иселат од домовите. Почнуваа судските битки кои траат до ден денес. Клучно на барање на државното правобранителство. Во 2019 година Управниот суд носи пресуда дека денационализацијата била незаконска и наложува таа да биде поништена. Надлежната комисија ја поништува, но пред да стане правосилна следува нов апсурд. Државното правобранителство повторно поднесува тужба до Управниот суд и бара да се поништи поништувањето на денационализацијата, за кое самите тие претходно воделе обратна битка. Управниот суд ги одбива. Правобранителство поднесува жалба до Вишиот управен суд, но и оттаму годинава се одбиени, што значи уште една судска потврда за поништување на спорната денационализација. 2023 година им донесе нова надеж на староседелците тука. Жителите во куќите кај некогашниот автокамп Турист се радуваат на пресудата на Вишиот управен суд од мај годинава, која одби жалбата на правобранителството и го уважи поништувањето на денационализацијата. Но тие не се формална странка во постапката, па сега прашуваат што и како понатаму. Ова правосилно решение не ни е доставено до нас, бидејќи ние не сме странка во таа постапка, а ако не сме странка во постапката за денационализација, ние секаде фигурираме као тужена страна по основ на таа денационализација. Значи, во смисла не тепаат, а не ни даваат да плачеме. Нашето барање прво да се достави ова решение, да ги имаме сите права како трета и оштетена страна во оваа постапка, а овие државни органи се однесуваат како да им сме најголеми непријатели, не знам што. Еве, поминаа веќе 6 месеци, се уште не знаеме ни предметот каде е, бидејќи ни велат дека сме трета странка во постапката или не сме странка во постапката. Еден апел до институциите да не известат до каде е предметот, бидејќи ние сепак сме странка во постапката, бидејќи нашите објекти се наоѓаат на тоа земјиште. Независно од интересот на жителите, ова значи дека веќе 6 месеци има правосилна судска пресуда која вели дека околу 8000 квадратни метри земјиште на влезот во Скопје треба да и се вратат на државата.
а државата никако да ја почне постапката. Зошто се чека, прашавме во Државното правобранителство. Ни одговорија дека чекаат да завршат други постапки поврзани со тој предмет. Државното правобранителство најпрво ќе го причека исходот од постапките кои се во тек, па по добивање на правосилна извршна одлука ќе изгради своја правна конструкција, а во таа насока ќе се дефинира крајната намера и би се конкретизирале понатамошните насоки на дејствување. До кога ќе чекаат, особено што веќе имаат правосилна судска пресуда по која можат да постапуваат, не добивме прецизен одговор. Напоменуваме дека, како што претходно потенциравме, во тек се постапки пред управниот суд и неизвестно е во кој временски период овие постапки ќе добијат правна разрешница. Поради тоа, во оваа фаза на постапката не сме во можност да поставиме временска рамка и да зададеме било какви временски рокови. Од Државното правобранителство не беа конкретни и на прашањето зошто пред 3 години кога управниот суд одлучи во нивна корист да се поништи денационализацијата, тие одлучија повторно да се жалат. Кажаа само дека сметале дека им е повредено правото. Таквиот чекор за трите засегнати семејства значеше уште неколку години плюс до посакуваната цел, која и покрај се постојано им се оддалечува, а таа е земјиштето под и околу нивните куќи повторно да се врати кај државата за да можат да си го откупат. Дали државниот правобранител, дали Министерството за финансии кој ја направила таа спорна денационализација, па преку нив до катастарот за да ова земјиште каде што се наоѓаат нашите куќи се врати на Република Македонија, за тоа ние понатаму од почеток да почнеме, тоест да го откупиме, за да имаме земјиште под нашиот објект, како и земјиште околу објектот за употреба. За апсурдот да биде уште поголем, на патот на процедурите стои купопродажниот договор што наследниците на земјиштето побрзале да го склучат со инвеститор Сабедин Салиовски. Му го продале земјиштето набрзо откако државата им го вратила со денационализацијата, која сега е поништена. Логично е, ако се спроведе поништувањето на денационализацијата, да се поништи и тој купопродажен договор. Во моментов, според податоците од катастарот, куќите се во собственост на нашите соговорници, но земјиштето е на име на последниот купувач, Сабедин Салиовски. Пред година и половина, телефонски тој ни кажа дека куќите ги смета за времени објекти, што не одговара на фактичката состојба во катастарот. Ни кажа и дека се обидел да се спогоди со жителите, но жителите велат дека им биле нудени смешни суми, а Салиовски се обидел и судски да им наплати кирија затоа што живеат во куќи кои се наоѓаат на негово земјиште. Ако се спроведе последната пресуда на Висшиот управен суд, сите судски спорови на Сабедин Салиовски против староседелците ќе паднат во вода. Како можеш и тој да купи земјиште што не го видел, а знае дека има објекти на него, а не бил воведен во владение? 20 години се тужиме со некој човек што, како да кажам, и тој го купил земјиштево од некој што го наследиле спорно, значи, на нелегален пат. Вратена денационализација, заедно со нашиве куќи на тоа земјиште што е вратено. Според пресудата на Висшиот управен суд, катастарската парцела 13007 не може да биде предмет на реално враќање на наследниците. Наместо земја, судот определува надомест во вид на обврзници за претходните собственици. Тоа што добиваат надомест, иако веќе еднаш го продале и земале пари за земјиштето, според судот не влијае на поинакво одлучување. Со други зборови, сплетката што ја направи некогашната спорна денационализација веќе 2 децении става во лавиринт мноштво физички лица и надлежните институции. А жителите прашуваат зошто со години се замижува за тоа, како воопшто се случила и кој е одговорен за спорната денационализација. Има чудна тишина некој чуден молк. Тоа нешто кажува сепак. Затоа што еве и по овој допрен глас, тоа треба јавниот обвинител и нивните надзорни органи што ги контролираат овие незаконски решенија што се донесени, треба да си превземат нешто. А не сум обвинител, ниту моите комши да обвинуваме или да кажуваме кој кај е сгрешен. Од одговорите на правобранителство, може само да се предпостави дека најверојатно и оштетените наследници од некогашната национализација водат засебни управни спорови, зашто и тие чекаат конечен исход. Наследниците пак
Но оние што легално купиле куќи на земјиште кое било државно во тој момент, се надеваат дека денационализацијата нема да донесе нова неправда. Тешко е, како неизвестно е. Значи, да ве држи нешто неизвестно 20 години, сепак е тешко. Да не знаете што понатаму, што би се случило.